Во нашето студио денешни гости се тренерот и основачот на карате клуб Гладиатор, господинот Боби Војдиновски и неговата ќерка Маја Војдиновска. А заедно со нив се и помладите членови на карате клубот Марко Поп-Тодоров, Марио Димчевски и Матеј Јовев. За да поразговараме за нивните напорни тренинзи, успесите, а воедно и за надпреварувањето и нивните награди кои ги добија на последниот надпревар во Самобор. Добро утро и добре ни дојдовте во нашето студио. Ви благодарам што прифативте поканата да дојдете, да ги споделите вашите успеси со нас. И благодариме на поканата. Нас ни е мило. Желе повторно се гледаме. Неколку пати сте веќе во нашето студио. Да, па е пред месец дена. Отприлика со другата група, со постарите бевме тука. Господине Боби, вие сте основач на карате клубот Гладиатор. Еве помина 2016 година, ја пречекавме нели 2017. Како вие ќе оцените 2016 година? По што најмногу ќе ја паметите? Па успешна година за нас. Успешна година, ако се земе дека уште у старт имавме веќе 5 мина представници на Европското првенство во Кипар во Лимасол. Значи, Европско првенство, представници на држава од Гладиатор, тоа е на младинското првенство, значи одличен почеток. Маја беше како репрезентативец во ката у 21, а Бојан Димов во борби, во комите и ката тимот од претходната емисија, да ги спомнам, Јован Васич, Гого Бановски и Рите Димитриевски во ката тим, во кати екипно. Значи тоа се представниците на Македонија практично, а наши се од тука, значи од Гладиатор, дорас. Па потоа имавме државни првенства за помладите категории, за децата, кај што освојува доста први места имаме, па имаме пласма на Балканско првенство, па имаме Балканско првенство потоа во Белград, резултат. Па потоа имавме еден, да речам, продолжен одмор, не продолжен така, одмор практично летоска, кога паузиравме, па припреми потоа во август месец за државните првенства, па повторно сега во октомври, во ноември имавме државни првенства за тие постари категории, повторно прваци, што ги спомнав овие колегиве, односно постариве, вежбачи нивни. И на крајот, ова сега зимовска, пред практично после нова година е тоа, ама си го рачунаме ние како дел од нашето полугодие, кога Марко, Мато и Марио беа на силниот турнир во Загреб, кај што учествува 28 држави дури, преку 2400 учесници. Еден силен надпревар, кој што веќе за нив, значи еден чекор понапред, бидејќи тука веќе низ Македонија, веќе се ги знаеме и се знаат меѓу себе, кога ќе се појават они познатиот 3М, Марко, Марио, Матеј, функционира сега за сега одлично. Инаку да одбележам дека 2016 година Македонската карате федерација, односно карате федерацијата на Македонија е прогласена од сите спортски колективи во Македонија за најуспешен спортски колектив, најуспешен спортски сојуз, како најуспешна федерација. И од 8 оскари кои што постојат, во 6 беа номинирани, кај што имавме и во млади категории на ниво на Македонија, значи успеси. Че успесите покрај тоа што се во држава, исто така и се и надвор од држава. И пошироко, да, веќе партиципираме во репрезентацијата. Еве, оваа година е и јубилејна за вас. Поточно имате и 10 години од постоењето на карате. Да, мене ми е многу мило што се поклопува со уште еден јубилеј, а тоа е 50 години македонско карате. Значи, оваа година, 2017 година, е 10 години јубилеј за карате клуб Гладиатор, до основањето, како Гладиатор, а Македонската, односно Карате Федерација на Македонија прославува 50 години од постоење карате во Македонија, односно од организирано карате во Македонија, значи од далечната 1967 година функционира тоа во Македонија. Еве, како јубилејна година, може ли да направиме мала паралела за почетоците и за сегашната ситуација? Како беше на почетокот, како се создаде овој карате клуб, а исто и паралела со сегашната ситуација? Гладиатор е само продолжение на мојата работа како тренер претходно во карате клуб Гемиџи, кај што бевме Гемиџи, претходно уште во карате клуб Металург, кој што се трансформира потоа во Гемиџи,
Па потоа со секцијата на мојот тренер Милан Зафиров, морам да го спомнам, значи затоа сум тука кај што сум во каратево. Ја продолжив секцијата во која што јас членував на почеток, значи Алекс Дениевски Бауман. И потоа некако спонтано дојде до таа ситуација во еден разговор со него, зашто тој ми е и кум исто време, да вика, а да се вика Гладиатор, вика новиот клуб. И на кумот не му се одбива никогаш името, настана така Гладиатор, а веќе секцијата се трансформира, значи работеше како, мислам, клубот работеше како претходно под името на Алекс Дениевски Бауман и потоа таму тоа прерасна, се ребрендираше практички во Карате клуб Гладиатор и на клубот Гладиатор поминаа доста деца, доста ученици, доста студенти, сенпаи, така да ги речам на јапонски, кои што станаа некои сериозни луѓе веќе возрастни, адвокати, значи службеници и така натаму, значи успешни луѓе. Јас ја користам оваа прилика да ги поздравам сите нив. Сите мајстори што станаа, што го достигнаа мајсторското звање во Карате клуб Гладиатор. До ден денес јас се гордеам со нив како успешни луѓе, значи немам замерки во ниеден дел од нивното однесување, се успешни луѓе, успешни граѓани, допринесуваат за ова општество. Сепак во карате клубот има членови од сите генерации. Да, во секој случај, значи не се само деца, они се сега само некој врв на една генерација која што ќе ги наследи, се назовам, претходните, овие што ги спомнав, репрезентативниот тим сега што е на Македонија. Они кај дае оваа година сега, тоа ни и агендата уствари, спремањето на оваа година, имаат за нив прв пат Балканско првенство за нивната возраст, се спремаме за тоа. Државното првенство ни е таму пред 1 мај, ако направиме пласман, одиме во Турција на Балканско првенство. Значи уште една генерација која што ќе ги замени тие постарите, ќе продолжи традицијата, како што и тие претходните продолжат традицијата на претходните вежбачи, кои исто така допринесува и правеа резултати за државата. Еве, вие сте светски судија во ката и кумите, така? Да. А воедно сте и председател на судската комисија за карате судиите во Македонија. Еве, како се случи тоа, воедно и да ни кажете што представува тоа ката и кумите. Еве, јас не знам, да ми објасните малку подетално. Мојата судиска кариера, значи, започнува во моментот кога престанав да се надпреварувам, далечно 96-та година, 1996 година. И тоа е должна последица понатаму на развојот на некој стручњак во одредена област. Или ќе одите во тренери, или ќе одите во суди, односно можеби и двете да ги работите, ако бидете доволно посветен на таа работа. Значи од 96-та година навака сум судија. Моето прво излегување за полагање за интернационално звање беше уште 98 година во Белград на Европското првенство за европска лиценца. Но потоа настана некој недоразбирање во Карате федерацијата и имав пауза што се однесува до судискиот дел во околу полагањето и подигањето лиценција до 2009 година. И потоа се случи доаѓањето на сега веќе членот, односно претходно председателот на Европската судиска комисија Примош Дебенак од Словенија, дојде во Македонија како наш ментор и препозна во мене можност да се подигне тоа звање, односно ситуација кај што повика ти може да бидеш европски судија за мене. И не се излажа во таа работа, веднаш тоа се случи 2008, веднаш 2009 година отидовме во Мадрид, во Шпанија, положивме јас и уште еден мој колега. Тоа се првите европски звања во Македонија, ако се изземе таа на Черномир Страдовски 1998 година, кој што не е активен како судија. А потоа веднаш 2010 година имавме можност, бидејќи во Белград се одржуваше светското првенство, да полагаме за светски судии. И потоа се случи тоа да бидам јас првиот светски судија за кумите. Должен сум за вас едно објаснување. Кумите е борба, спортска борба, во карате, а ката е борба со повеќе замислени противници, замислена борба со повеќе замислени противници. Значи и во делот на катата и во делот на кумитето, сега сум веќе со највисока лиценца во Македонија, за ката веќе и до крај, имам и неколку веќе судење на финалиња во ката на светски првенства, што е исто така историски резултат, односно успех на македонското судење. Пред некои 3,5 години
како највисоки звања, јас и моите колеги од судиската комисија и го преземавме водењето на оваа судиска комисија и од тогаш веќе 3,5 години функционираме. Морам да се пофалам дека во тој период, на последното првенство во Линц, во Австрија, минатата година, веќе се стекнавме со 4 нови звања, што значи сега во Македонија имаме 9 светски лиценци за судење, што за кати, што за комите, некои и тоа, што е паралела на некоја си, како да кажам, држава од рангот на Австралија имат баш толку. Австралија е цел континент, држава која што има само толку суди, а ние Македонија со 2 милиона имаме исто 9 светски суди и 14 европски се во тој ранг, значи некој од тие припаѓа. Инаку морам да кажам дека тој висок ранг ни овозможува Македонија, кога излеземе на судење, Македонија да биде препознаена меѓу силните држави како Франција, како Италија, како Германија, како едве карате сила понатаму, признаена, што е од огромна помош на нашите надпреварувачи кои ќе се појават на татамите. А знаете веќе дека каратето оваа година, пак во контекст на тоа што го спомнавте, стана веќе олимписки спорт и се надевам ова младина тука сега ќе продолжи понатаму. Имаат толку големи успеси. Можност да се појават на некои од олимпијадите следни. Па ќе видиме. Се надеваме. Имаат потенцијали. Да. Маја, ти во нашето студио си ете и како дел од карате клубот Гладиатор. Може да ни кажеш која е твојата функција во овој клуб? Па, мојата функција во карате клубот Гладиатор е помошник тренер на дечињата кои што работат ката, поточно на дечињата кои што сега почнуваат да се надпреваруваат и дечињата кои што се веќе постари репрезентативци, значи на тимот што беше овде минатата година. Меѓу другото, јас сум и судија на Карате Федерацијата на Македонија и акредитиран тренер на Карате Федерацијата на Македонија и до пред 1 година бев и активен репрезентативец на Македонија. Значи, еве, ти си долгогодишен карате, нели, ја поседуваш оваа вештина. Колку време се занимаваш со каратето? Со карате се занимавам скоро 16 години, да. Еве, дали твојот татко е мотивацијата за овој успех што ти го имаш? На прв поглед, да, се разбира дека мојот татко е мотивацијата, ради тоа што како растев го гледав како работи со други деца, како одат на секаде по надпревари, низ светот шетаат. И најповеќе се заинтересирав за оваа вештина поради тоа што ги гледав како посветено работат и со кој жар ја вежбаат оваа вештина и си реков сигурно ќе можам и јас да вежбам заради тоа што имам поддршка од мојот татко, претходно мојата сестра исто работеше и мојата мајка има вежбано карате, значи едноставно беше неминовно ова со овој спорт да се занимавам и јас, поради тоа што едноставно веќе ни е, ајде да речем, фамилиарна вештина. Еве, за да успееш во каратето да бидеш успешен каратист, треба напорно да работиш и да тренираш. Како го постигнуваш ти сето тоа и како изгледа еден твој тренинг? Многу често се прашуваат и моите другарки, и моите познаници како постигнуваш со се, значи јас сум студент на правниот факултет и како што кажав, значи сум и судија на Карате Федерацијата, сум тренер, работам со децата. Малку е напорно, меѓутоа кога се сака нешто и кога се работи со срце ќе се најде време. Од причина што ги гледам со која желба работат, со која желба за успех работат и колку многу се трудат за да успеат. И едноставно можеш да се откажеш од неколку кафиња на ден, за да можеш да поработиш со нив и потоа да ги гледаш како постигнуваат успеси и да се гордееш со нив поради тоа што ти си дел од нивната работа, значи ти си дел од нивниот успех. Со тоа што ти нели си во позадина, меѓутоа мислам дека како сум била и надпреварувач, меѓутоа гордоста на учениците кога ќе ја постигнете многу поголема од гордоста кога сам ќе постигнеш некој резултат. Еве, што мислиш ти, дали оваа дисциплина и вештина која што ти ја поседуваш може да се искористи и во секојдневниот живот?
секако дека може да се искористи карате вештината во секојдневниот живот, од причина што нели карате вештината представува начин на самоодбрана, значи многу пати кога ќе дојдат да се запишат дечиња во нашиот клуб, тато има обичај да ги праша зошто сакате да доаѓате на карате, зошто сакате да ја вежбате оваа вештина. Многу од нив имаат кажано да научам да се тепам. А не е тоа, значи, целта на каратето. Целта на каратето е самоодбрана. Значи, каратистот никогаш не напаѓа прв и каратистот, значи, дисциплината е до тој степен извежбана да може ударите да завршат пред самата цел. Значи, во каратето не се повредува, не се напаѓа, туку се браниме. Туку всушност се браните. Да. Еве, како се разликува каратето од другите спортови? Може ли да не направиш една паралела? Како гледаш ти на него, на оваа вештина? Јас на каратето не гледам како вештина, туку гледам како начин на живење. Значи, затоа што јас сум деценија и пол веќе во тој спорт. Карате не се вежба, карате се живее, значи се менува буквално целиот ментален склоп, значи се добива страшна дисциплина, страшна почит спрема другите околу тебе, спрема околината, значи сите каратисти, морам да напоменам, сите се одлични ученици, некои се првенци на генерација, значи спомна и тато претходно. Каратистот пред се има дисциплина, а потоа се друго. Значи се страшно дисциплинирани ученици, страшно увежбани, страшно истрени. Какво е еве твојот однос со членовите на карате клубот? Дали еве ти ги тренираш или може би им покажуваш некои од твоите вештини? Па пред се односот е пријателски, значи кога работиш поготово со постарите групи, е пријателски, меѓутоа кога ќе влеземе во сала, кога ќе влеземе на татами, се знае, има една хиерархија поставено и се знае кој е на врвот на хиерархијата, се знае кои го слушаат. И подоцна надвор кога ќе излеземе, нели може да излеземе и во кафич, на кафе и да се дружиме, си е најнормално, меѓутоа во сала се знае кој се слуша. Еве на 13 јануари се случи надпреварот во Самобор, каде Марко, Мате и Марио учествуваа во надпреварот по ката. Ајде првен да разговараме од почеток, да ни кажете како се случи ова надпреварување, кој го организираше и кој се учествуваше и во кои категории беше овој надпревар? Како што спомнав, значи карате турнирот, морам да го наречам турнир, зашто турнир, во Самобор е веќе традиционален. Долги години се организира. Мислам дека е, а и според оценката на сите други стручњаци што се во околина, еден од најсилните турнири на Балканот и пошироко. Самата бројка, што ви кажам, значи доаѓаа 28 држави, имаше од Иран, имаше има доаѓање од Јужна Америка, има доаѓање, значи цела Европа тука присутна. Генерално дава за можно да се каже дека тоа е еден од најсилните турнири. Оваа година ви реков, они го достигнаа својот врв. Примија 2400 надпреварувачи. Самото тоа дека турнирот е лимитиран, ограничен на толку, а има уште пријави кои што они ги одбија и кажува тоа за каков турнир станува збор. Конкретно за категоријата на овие тројца мои ученици сега, имаше 32 во категоријата. Значи, тоа беше затворено на 32. Ако го оставија, сигурно и повеќе ќе одеш категоријата учесници. Имаше од Словачка, од Словенија, од Полска, од Унгарија, од Хрватска, секако веќе домаќин, од Босна, Бугарија, дури од Израел. Дури има и пласман еден од таа тројка. И мене ми е затоа многу уште по задоволство големо што во таква силна конкуренција они се покажаа како што се покажа. Тоа значи дека имаме перспектива понатака со нив за работење. Инаку турнирот го организира карате клубот од Самобор, кој што патеме и мислам с брат имени се Велес, градот Самобор. И луѓето се многу пријатни, веќе многу долго роков го организираат турнирот. Добивме покана да учествуваме кај нив со билтен како што тоа ќе се одвива. Кога веќе се договоривме дека ќе одиме таму, почнавме силно да се спремаме ние тука. Морам да ги пофалам, значи они не беа на зимски распуст како некои што беа, они беа во сала, па се греевме на греалката малку, па вежбавме, па се греевме, па вежбавме.
Инаку самиот турнир траеше веќе 3 дена. Значи само да спомнам дека у тоа време тука беше минус, дебел минус температури. Па и самото одење до Самобор за некој представуваше па како ќе одите, како ќе стасате сега патот ваков, сепак желбата да надпревар, желбата за резултат беше добра, мислам поголема целата работа. Пак ќе спомнам, таму бевме одлично примени од луѓето, добра комуникација, ние веќе подолго време таму се надпреварувавме, сме били и пред 3-4 години таму со таа друга претходна група генерација, значи ови се само пак речам наследници на сето тоа. И морам да пак речам сите пофалби да ги кажам до организаторот, инаку тој Гран При Кроација се вика. На тој Гран При Кроација беа повикани сите големи, што ги викаат хрватите должностници, значи сите службени лица кои што нешто значат во хрватскиот спорт, значи од министерот за спорт, од градоначалникот на Самобор, градоначалникот на Загреб, подрачни министри таму и не знам уште кои не беа, што дојдаа присутни да го увеличаат настанот на организаторот на карате турнирот. Ето за таа цел во нашето студио се и самите учесници. Да, тука се. Ајде да ни кажете мене на моите гледачи, прво кое оделение сте вие и каде учите? Јас сум пето оделение и учам во Васил Главинов. Колку време си веќе во овој карате клуб Гладиатор? Колку време ги посетуваш тренинзите? Па околу Колку години? 5 години веќе тренирам карате. Првен бев во Будо, па после отидов во Гладиатор. Кој појас моментално го имаш? Па јас сум моментално темно син појас или плав и имам уште 2 појаси до црниот. Тешки ли за тренинзите? Па тешки се. Точно. Ајде, Марко, ти сега да ни кажеш кој оделение си ти да се представиш пред гледачите? Јас сум пето оделение и учам во Васил Главинов. Карате тренирам веќе 5 години, ова ми е 5-та година. И тренинзите се напорни, вежбаме и тоа. Кој појас го имаш? Сега зимуска полагав темно. Исто како мате, така? Ти, Марио? Јас сум исто така пето оделение и учам во училиштето Јубен Лапе во Скопје. Јас веќе карате тренирам 5 години и имам кафен појас. Ајде да ни кажете мене на гледачите како поминавте на ова надпреварување, каква награда добивте? Не беше лесно. Освоивме прво место. Вежбавме напорно и се исплати тоа. Која награда ја добивте? Може да ни покажете? Да? Таа награда? Да, тоа беше и од ката тим и беше јас освоив поединечно. Како беше овој надпревар? Во која категорија се надпреварувате? Да ни Во кажете? ката машки 2006. Тешко ли беше? Да, беше тешко, ама трудот се исплати. Се исплатеше. Какви беа вашите тренинзи? Вашите другарчиња на зимскиот распуст седеа дома и уживаа. Вие трениравте напорно. Ние Како беше тоа? трениравме, се спремавме за надпреварот, затоа што знаевме дека надпреварот е голем и трениравме подолго време, 2 недели и тоа. Дали имате вие некој посебен начин на исхрана? Како вие се храните за да ги постигнете вие успеси? Секој ден треба да се јаде месо, зеленчук, овошје. Треба да... Се што му е потребно на организмот, Да. така? И повеќе да се јаде? Да. Добро. И дали сте задоволни од овој успех? Да, многу ти голем е надпреварот и таков успех да се постигне е задоволство. Од сите тие земји, сепак е голем успех. Добро, ви благодарам на што сите наскоро ќе се надпреварувате и на државно првенство и победниците ќе се надпреваруваат нели на балканско ниво. Во кои се категории ќе се надпреварувате? Што ќе се случува на овој надпревар? Конкретно за нив, за оваа категорија, да има државно првенство, рековме од 29 на 29 и 30 април, мислам дека така се паѓа, ако не грешам.
И на тој надпревар тие што ќе се пласираат во првите 3 места има освојуваат пласман на балканско првенство. Не спомна, значи се уште се мали, не спомна дека се прво и трето место во поединечна конкуренција. Во меѓуред вториот беше исто така од Македонија, а Мате беше пети. Значи они сите стасаа во високите слоеви, значи поминаа 4-5 круга веќе да стасаат таму, докато што стасаа македонско финале, македонска категорија. Така беше иставено на еден пост на Facebook, значи они се сликани со знамето македонско таму со првите 3 места на голем видео обим кај што цела сала ги гледаше дека се прваци и во екипна конкуренција кај што освоја прво место и во поединечна конкуренција таа категорија со подпис македонска категорија веќе. Знаат сите таму, веќе ги запозна и ги видоа кои се и што се, значи пак спомнав преска имаше словаци, словенци, пољаци, маđари, сите тие ги победивме, стасавме во финале, направивме добар резултат, околу нивното вежбање, тие 2 недели беа ударни, кога се спрема, некој тоа припремите траат веќе подолго време. Цел август, кога некој се на одмор, они доаѓаат на припреми, на физички припреми. Се ги работат заедно со возрастните и не се жалат уопште. Значи се знае, вежбаме за да се надпреваруваме да направиме тоа што ќе направиме. Тоа значи сега ако освоиме пласман на балканско на државното првенство, ни престои балканско првенство, продолжуваме со работа на крајот на мај. Се надевам дека од таму ќе се вратиме со медал. Јас верувам дека ќе постигнат такви резултати. Еве за нашите гледачи кои што можеби сакаат да бидат дел од каратето, можеби од вашиот клуб, како вие ќе ги мотивирате на мотивација, што тие треба да последуваат за да бидат? Па не треба ништо посебно, не треба ни да го сватат дека каратето е само заради медали и прајање и одење по надпревари. Каратето е, спомна преска Маја, нешто многу пошироко, начин на живење, функционирање. И ние во клубот имаме некаде околу 100 вежбачи. Имаме и многу помали категории, значи почнуваме некаде од 5-та година. Детата со кокетанат веќе забавиште. Што не е исклучок и порано ме изненадиле, 4,5 годишни дошле, значи успеале и прават резултати, меѓутоа од случај до случај. Тоа инаку, значи клубот функционираме практично 5 пати неделно ни вежбаат, а инаку за ученичкиот погон 3 пати сме неделно, вторник и четврток, четврток и сабота, со тоа што вторник и четврток сме попладне од 17 часот во малата сала во основното училиште Васил Главинов и сабота од 12 во големата сала, сите групи заедно. А тие што сакаат да се запишат, спомнав, значи нема проблем од 5 годишна возраст најмалце. Нека дојдат од 17 часот, таму сме, ќе ги примиме, ќе разговараме, ќе почнеме да вежбаме, се надевам до сега се така било успешно. Нема причина зашто да биде различно и понатаму. Од кого има поголем интерес, дали од машката или од женската популација? Па нема, веќе каратето е многу одамна расчистило со машки или женски спорт. Искрен да бидам во помалку возрастните категории, значи детските категории девојчињата знаат да бидат поуспешни. Дали заради тој нивни побрз развој во таа возраст, дали заради посветеноста поголема, оти машките знаат по тогаш и малце по некои други спортови и по некои други работи да се интересираат. Сепак не ги делиме кај нас на машки и на женски, значи нема никаков проблем. Тоа е од човек до човек, индивидуално, кој има желба да дојде да вежба, нема никаков проблем. Еве спомнавме многу успеси, многу награди и сето тоа, еве кои се вашите планови за воиднина, за карате клубот Гладијатор? Па веднаш сега месецов, денеска сме веќе февруар месец, во 17-19 февруар во Бугарија, овој пат во Бугарија, блиску ни е малку, се одржува Европското првенство за младинци, кадети младинци и помлади сениори U27, помали од 21 година. И повторно нашиот клуб има представници во ката тимот, што го спомнав преска, значи Јован Васич, Јорги Бановски, Христијан Димитриевски. Тие се представници на Македонија на Европското првенство, значи највисок настан на континентот. Морам да спомнам дека веќе втора година се случува, значи како што кажа, бевме лани во Кипар, истиот тој тим повторно државен првак. За да одиш на едно европско првенство не можеш туку така да отидеш, значи мора да направиш резултат, мора да направиш пласман, да оствариш критериум. Тие остварија, значи стана државни прваци прво, па со тоа остварија пласман на балканско првенство, направи на балканското место трето место. Затоа бевме тогаш тука во емисијата, се пофалиме малку.
и сега со тој пласман имаат доволен број на бодови и резултат да отидат на Европско првенство. А се надевам, ако бидат успешни на Европското првенство, ќе остварат пласмани за Светското првенство, кој што се случува во октомври месец во Тенерифе таму во Шпанија, малку тако подоле, кон Африка и тоа Светско првенство па е услов за следната година 2018 кај што рековме карате да стане олимписки спорт, а 2018 година во Буенос Ајрес во Аргентина имаме младинска олимпијада. Многу голем настан. Јас ќе бидам пресреќен, мислам дека тоа ќе биде во тој момент врв на мојата тренерска кариера да ги пратам моите ученици на еден таков голем настан. Значи сега за сега ние предност, односно и цел ни е Европско првенство да направиме резултат на Европското првенство, а после Европското првенство малце припреми за Светското и понатаму. Во меѓувреме помаливи ќе треба да се пласираат, да одработат они. Значи немаме ние запирање, рековме таму до јуни месец нема пауза никаква. Се работи од полна пари, а после можеби ќе отидеме на некој семинарче таму да се одмориме малку јули месец, отприлика за нив зборувам, а вие постарите повторно нема одмор, за нив припреми постојано се спремаме за Светското првенство. Се надевам дека после Европското првенство можеби пак ќе бидеме ваши гости ако направиме некаков резултат, затоа што пак ќе речам континентално првенство, а тие ако направат некаков резултат на Европско првенство стануваат стипендисти на Агенција за млади и спорт во Македонија. Веќе се такви два тројца веќе ги имаме, значи Ѓорги, Васич, сите се веќе тие биле и се стипендисти таму на од карате. Маја, ти дали ќе учествуваш на некој од овие надпревари? Јас, како што кажав, значи, мојот последен надпревар беше во Кипар, во Лимасол. И од тогаш решив повеќе да се посветам на тренерската работа и на судиската работа. Се надевам дека ќе работам со децата повеќе, затоа што јас бев одбрана од селекторот за Кати да бидам негов помошник. Значи, јас бев и помошник селектор на репрезентацијата од 11 до 14 години, работев со децата. И се надевам дека тие успеси и успесите на моите деца со нив паралелно ќе може да стигнеме и до Олимпијада, до Светско и до Европско првенство. Се надевам дека ќе бидам. Ако не одам со нив директно таму, дефинитивно ќе учествувам во нивното припремање за тие првенства. Вистина големи планови, ете и награди. Јас се надевам дека ете ќе успеете да добиете можеби прво место, да се пофалите, па да не бидете повторно гостин во студиото. Фала Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од студиото. Фала на вас.